Неформалната економија е во полет и работници на црно повторно има се повеќе. Причини за ова има многу, но освен газдите, тоа многу често го бараат и самите работници. Без оглед на ова, од синдикатот сметаат дека овие работници се онеправдени. Анализата на ССМ како репрезентативен синдикат говорат дека работниците во неформалната економија не ги остваруваат работничките права согласно законите. Од друга страна, доколку газдите и работниците сакаат да бидат пријавени и осигурани, тоа може да го направат за многу кратко време, сметаат од Организацијата на работодавачи. Ова значи дека и во случај вработувањето на сезонскиот работник да се третира како итно, најкраток рок во кој може истиот да се вработи е 1 час пред отпочнувањето за работа. Од своја страна, министерката за труд и социјална политика, Јагода Шахпаска, смета дека се посилната неформалната економија се должи на многу итрини и законски празнини кои газдите масовно ги користат. Разговаравме во делот на кршењата и на работничките права при регистрација на компании во исти простори со различни имиња, со друга собственост. Затоа презедовме како Министерството за труд и социјална политика мерка во смисла на вклучување на сите засегнати страни. Тука ќе бидат вклучени представници од Управата за јавни приходи, од Министерството за економија, Државниот инспекторат за труд, за еден заеднички организиран, да речем, пристап и надзор во компаниите за кои што постојат сериозни индиции дека направиле вакви кршења во делот на работничките права. Денешните ставови и ведувања беа изнесени на пресконференција на тема справување со неформалната економија, која беше организирана од страна на Меѓународната организација на трудот и Организацијата на потрошувачи.